почитувана заменик министер, пред да поставам конкретни прашања од досегашното сведочење на неколку министри и заменици министри, слушнавме работи за кои навистина не треба да се случуваат. Еве, од тука за почеток да видовме дека во министерството функционирале екипи на министерот и екипи во кои не биле, еве двајца од замениците министри, ваши претходници кажаа дека не биле од екипата на министерот. Па ќе прашам за почеток дали сте вие од екипата на актуелниот министер. Ова не случајно го прашувам, бидејќи вие вашиот исказ го започнавте со тоа дека доаѓате на функцијата заменик министер за здравство со цел да продолжам да ја спроведувам успешната политика во здравствениот сектор. Со доаѓањето на актуелниот министер Фатмир Меджити и на 3 мај и на 9 септември, но и пред некој ден тука во анкетната комисија, прашан за состојбите во македонското здравство, Меджити и во мај и во септември и пред некој ден даде изјава, ќе го цитирам, дека ја оцени состојбата во здравството како катастрофално лоша, односно алармантна. Па затоа прашувам во која екипа сте и кои успешни политики во здравствениот сектор вие ќе ги продолжите. И сега конкретно прашање. И вие денеска, но и министерот Фатмир Меджити пред некој ден, на прашање за долгот на онкологија во моментов, кажавте дека новото раководство успеа да го преполови долгот. Следниот ден, откако министерот Меджити тука од вашето место ја даде оваа изјава, но и вие денес, следниот ден после Меджити, финансискиот раководител, директор од Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, господинот Миле Сугарев, даде сосема спротивна, контрадикторна изјава. Човекот со конкретни бројки, податоци, компаративно по месеци ни кажа дека долгот на онкологија не е намален и дека во континуитет има тенденција за зголемување. Ова го истакна господинот Миле Сугарев. Во интерес на јавност и ние како пратеници сме доведени во заблуда, секако јавноста и прашувам. Која кажува вистината? Дали министерот и заменикот министер за здравство, дали финансискиот директор на Фондот за здравствено осигурување? Господинот Меджити во оценката за катастрофално лошата состојба, алармантната состојба во здравството, за која вие велите да продолжите со добрите политики во здравствениот сектор, дава и конкретни објаснувања и го кажа ова. Пари клиниките имаат, буџетите им се одлични, причините за лошите состојби на клиниките е недомајќинско работење и треба да 66 менаџери заедничките служби на клинички ништо не работат. Дали се сложувате со ваквата оценка за состојбите на актуелниот министер, на кој вие сте заменик министер? И мотивиран од вашите одговори тука, во еден дел кажавте скандалот на онкологија и наведовте како што тука се нарекува, односно како што вие го нарекувате. Јас ке сум задоволен, бидејќи не е тука само опозицијата да го нарекува скандал, претходно и колешката Морачанин со истите зборови ги употреби за овој скандал на онкологија. Па прашувам, еве, да не дојде до разбирање или ние да не прејудицираме, како вие во Министерството за здравство, ќе ве замолам да ми одговорите, го нарекувате ова што се случува на онкологија. Бидејќи јавноста не го карактеризира како скандал, го карактеризира како грозоморно, организирано, масовно убиство и е згрозена од она што се случувало на клиниката за онкологија. И затоа секојдневно или еднаш неделно од сега имате протести и бараат одговорност за злоупотребите
кои што во извештајот на Државниот завод за ревизија се конкретно наведени, а вие ги нарекувате овде шпекулации. Па уште едно прашање, дали за вас е шпекулација извештај официјален од Државен завод за ревизија? Благодарам. Благодарам, колега.